Додека некои мака мачат да земат минималец, други се богатат. Лани Битолчанец најмногу заработил во земјава, дури 3,5 милиони евра, информира УЈП. По него следува жена од Скопје, чии приходи изнесувале 2,8 милиони евра. И покрај високата сума, Битолчанецот не заработил ниту приближно до 17 милиони евра, остварени од најбогатиот во 2018 година. Највисока плата пак била исплатена на Стружанец, кој пријавил бруто приход од скоро 2 милиони евра. Тој работи во индустријата со метали, а месечно во просек земал дури 156.000 евра. Некој добро заработува и од привремено вршење на услуги, па така за извршени услуги кон градежна компанија, Скопјанец наплатил 790.000 евра минатата година. Друг Скопјанец пак остварил највисока капитална добивка од речиси 1,5 милиони евра. За оваа сума го продал сопственичкиот удел во странска компанија. Најмногу од дивиденда или 3,4 милиони било исплатена на Битолчанец, сопственик на компанија во областа на градежништвото. Директорката на УЈП Сања Лукаревска вели дека најмладиот милионер во Македонија има 6 години, додека најстариот 101 година. Највисоката добивка од лото, обложување, казино и учество во наградни игри, односно пријавен вкупен бруто доход од игри на среќа, е жителка на Скопје, која само по овој основ остварила 29.293.930 денари. Прворангираниот пензионер е од Штип, чија што бруто пензија изнесува 8.064.865 денари. Додека некои ги бројат милионите, стотици работници низ земјава не земале плата за сработеното, некои и со месеци наназад. УЈП пред 10 дена објави дека фирмите продолжуваат со злоупотребите на државната помош. 179 компании добиле, но не исплатиле 86.000 евра на 338 вработени во месец октомври. Лукаревска тврди дека на некои од нив им биле пуштени само опомени, а на некои веќе им биле блокирани сметките и одземени парите. Разочарувачки е тоа што на црната листа на фирми кои злоупотребиле државни пари се вртат исти компании за кои веќе се потврди дека направиле криминал и во периодот од април до јуни. За ноември барања за државна помош доставиле 13.800 фирми за над 65.000 вработени.